Скопски водовод на чекор до блокада. Да се разреши ВД директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје Маријан Митовски, и тоа поради кршење на работничките права, бараат од Сојузот на синдикатите на Македонија. Вела дека до среда им даваат рок на градските власти, а потоа ќе преземеле мерки со тоа што неверојатно ќе излезат на улица. Синдикатот не се заканува дека ќе го прекине водоснабдувањето на скопјани, туку дека тоа може да го направат незадоволни работници. Да не се доведе во ситуација како незадоволни работници да го направат тоа, да не дојдат на своите работни места или да ги прераспореди овој директор на некој си, не знам, работно место како он што сака. А за политички аспирации не благодарам, ние сме синдикат, си тераме синдикални работи согласно закон и колективен договор. Од синдикатот вела дека се револтирани од односот на директорот кон вработените, зашто тие се распределувале на други места, кои како што велат не им се предвидени со договорите за работа. Од синдикатот тврда дека решение за незаконското постапување донеле и државните инспектори. Според нивните изјави, имало извршни судски решенија кои ги добиле вработените да се вратат на работа, но директорот како што велат не ги враќал. Директорот Маријан Митовски работи противзаконски и ги крши работничките права. Го доставивме ова до него, наместо да ги врати работниците онамо каде што им кажува договорот за работа, они понатаму ги игнорира решенијата на Државниот управен инспекторат и Државниот трудов инспекторат. Инаку Маријан Митовски е прв човек на предпријатието од 13 септември годинава. Градоначалничката Данела Арсовска го назначи на функција, откако еден ден претходно го разреши Златко Перински од ВМРО-ДПМНЕ, обвинувајќи го за самоволие и обид за влијание на милионски тендери за пречистителна станица. Тој ги отфрли овие обвинувања и рече дека Арсовска сакала да фаворизира нејзина блиска компанија. И откако зовре лонецот, следуваа низа разрешување или оставки на сите директори на јавните предпријатија во Скопје, но и растурање на партнерството помеѓу Арсовска и ВМРО-ДПМНЕ.